Добро дојдовте во најновото издание на емисијата Кирилица. Во следниве 45 минути ќе ве запознаваме повеќе со работата и дејноста на музичкиот педагог, професор и диригент Ѓорги Здравев, добро познат нам битолчани, и за тоа како дојде до иницијатива да го предложи Кирил Македонски да го носи името на Државното музичко училиште во Битола. Професор доктор Ѓорги Здравев е роден 1938 година во Битола. Основно училиште заврши во Битола, средно музичко училиште во Скопје, а музичка академија во Сараево, Босна и Херцеговина. Автор е на повеќе учебници за средно и високо образование и повеќе книги од областа на музиката. Тој е прв магистер и прв доктор на науки на Факултетот за учители во Битола, каде беше редовен професор до своето пензионирање. Диригент и организатор на повеќе опери и концерти со голем број познати солисти и оркестри во земјава и странство. Добитник е на голем број благодарници, признанија и награди за својот труд. Ѓорги Здравев е академик во Светската академија Плато. Професоре Здравев, во 2013 година ја промовиравте монографијата Животот е музика. И па сега од таа временска дистанца и со ова искуство кое што го имате како наставник, професор во гимназијата Јосип Броз Тито по музичко образование на Педагошката академија тука во Битола, што е она, како би опишале денеска музиката? Тој е универзален јазик. Прво, благодарам и честитам на сите вработени во новата наша телевизиска куќа, Мега, за ините успеси што ќе ги има, секако и поранешните Орбис и Тера беа многу добро примени, а верувам дека и Мега ќе биде една од многу гледаните. Сега јас монографијата ја промовира на Битфест и благодарам на организаторите, па она се што е направено за мојот живот, значи тука во главном се сите збиднувања. Јас сум среќен што после мојот факултет бев стипендијант на академијата во Сараево и требаше да останам таму. Меѓутоа донесов одлука да дојдам во Битола. И после сите години работа, на крајот се озваничи со едно големо признание за животно дело и не се кајам што дојдов во мојата родна Битола. Јас и како ученик во музичкото училиште од 49-50 година до денес живеам со тие колеги, со тие ученици, тие подосна уметници кои ги имаме насекаде низ поранешна Југославија, секако и надвор во Европа, и за мене е гордо што можам да кажам дека ние сме многу музикален град, многу уметници, многу колеги кои дале многу голем допринос, а секако и колегите кои се во Битола, професори во музичкото училиште, се секако за секоја пофалба и секој дневно слушаме за некој голем успех на нивните поранешни ученици и сегашни. Бидејќи монографијата е насловена Животот е музика, а вие доста работевте со младите луѓе за да можат да ги искажат своите музички таленти. Многу такви кадри веќе се присутни и се популарни сега. Со кој, што е најмногу оно што ви значеше во вашата кариера како музички педагог? Јас бев среќен да работам со
мојата најсакана професија, музика, и денес, кога би почнал од почеток, пак ќе се ориентирам на таа активност, а секако посебно ми се драги моите ученици, студенти, на кои им дадов љубов кон ова прекрасна уметност и секако дека резултатите се видливи. Тие се насекаде присутни и верувам дека така и ќе биде. Во вашата монографија е запишано дека сте работеле како диригент, како музички педагог и оно што е интересно дека сте првиот докторант на Педагошката академија во Битола. Еден интересен податок. Тука намаса можеме да ги забележиме и учебниците по музичко образование и воспитание, како што беше називот. И сега повеќе ќе да се задржиме на целата научна дејност околу музиката. Јас со моето идење во Битола, а и порано, веќе славевме 55 години минатата година од основањето на Битолскиот симфонички оркестар и Битолскиот камерен оркестар, со кои дадовме многу концерти, настапија голем број солисти, ги има во монографијата, тие се познати имиња и секако таа радосна активност до ден денес е присутна кај мене и сум пресреќен што можам да зборувам за тие далечни времења, секако благодарение на моите прекрасни колеги, музичари, кои денес се меѓу нас и во други градови. Сакам да потцртам овој момент дека наши уметници се, да кажам, голем број, не можам да ги спомнувам сите, вработени во нашите две значајни институции, Македонската опера, а и балетот и секако Македонската филхармонија. Меѓу нив има голем број солисти кои настапуваат во овие институции, а секако и низ Европа, па малку и подалеку. Да се навратиме на функционирањето и работењето кога се уште вие работевте на камерниот оркестар. Како се одвиваше сето тоа? Голем број музичари во Битола дадоа согласност, беа соработници, меѓутоа имавме една среќна околност, бидејќи се работеше за професионален оркестар, професионал во смисла на изведувачки ансамбл, иначе хонорарите немаше никакви плати, тоа беа минимални средства, благодарение на Битолскиот гарнизон, каде работеше оркестар и таму имаше многу солидни солисти, тоа што го немавме ние во музичкото училиште. И секако дека камерниот оркестар беше дел од тој симфонискиот оркестар. Нормално, друга е програмата, не е иста, али секако тој оркестар живееше долги години. За жал, до ден денес не успеавме и не успеа нашите задолжени за Битола да се оснива тој професионален оркестар. Денес се прават такви напори и се надевам дека во иднина сите наши веќе вработени ќе можат да учествуваат во тој оркестар, а и оние кои не се на работа да си дојдат во нашата средина и тој оркестар да биде познат во поширок круг на действувања, каде имаме активности, каде можеме да се докажеме. Но што е интересно дека во минатите години, а сега се прават напори, како што спомнувате вие, да се афирмира се повеќе македонската музика. Беа забележани оние концерти надвор од границите на Македонија, гостувавте на просторите на
бивша Југославија, Бугарија, и бевте добитници на голем број пофалници и дипломи, кои што значи дополнителен успех покрај таа голема афирмација на македонската музика. Кои се тие спомени кои што ги носите од сите тие патувања, настапи? Јас и како студент, а и како дипломиран, јас бев ангажиран како диригент и директор на филхармонијата во Мостар. Дадохме голем број концерти во Босна, во Хрватска, во Србија и секако имавме многу успешна турнеја низ Македонија, каде посетивме повеќе градови, дадовме многу солидни концерти, публиката секако беше задоволна дека бев јас со нив и јас сум многу задоволен и среќен што имав такви музичари, такви соработници. За жал, војната направи она што никој не сакаше да биде оркестарот престана со работа. Во моментот немам сознание дали проработи оркестарот и жалосно е во Мостар, музички центар покрај Сараево, да го нема тој ансамбл. Разговарајќи со ваши ученици од средно образование на кои што сте им предавале од Педагошката академија, сите носат позитивни спомени од нивните предавања. Мора да се напомене дека сте и автор на учебници по музичка уметност или музичко образование и воспитание. Од каде потребата токму да се потрудите да напишете учебници? Македонија немаше доволен број на учебници. Јас можам да кажам дека сум автор на 20 учебници за основно образование, за средно образование, секако и моите последни учебници од методиката за факултетите, кои учебници се користат и денес. И секако јас можам да бидам среќен тие учебници да се движат низ школите, бидејќи верувајте, учебникот е многу важно за воспитувањето. И досега се е то покриено, програмите се менуваат, нормално треба да се менуваат и учебниците, али секако остаток е на она што јас го работев толку години. Имате кај вас учебник, тој е последниот учебник за насочено образование и јас го подарив тој учебник на многу училишта бесплатно, на средни школи, на осмододаленци кои можат да користат материјали од историјата на музиката и од многу области кои се запишани во учебникот. Бидејќи пишувањето на еден учебник, како што кажавме, се менува наставната програма, колку ви беше предизвик да го напишите овај учебник за реформирано гимназиско образование со оглед на тоа дека е променета наставната програма? Организаторите за штампање на овој учебник даваат програма што треба новиот учебник да содржи. Јас многу стриктно се држев до тие напатствија и се е внесено во учебникот, не е ништо пропуштено, така што друг диктираше, а сега ова што се менува, секоја се мисли на нешто уште подобро, па да се не даваме дека наредниот период учениците мора да имат добри учебници од каде ќе се воспитуваат и ќе се обучуваат. Ќе ве замолам да се навратите во времето кога им предававте на вашите ученици музичко образование, за тоа како изгледаше еден час по музичко. Да се работи со млади луѓе, ученици, студенти, тоа е стварно голема работа и према она што ги гледав, расположението нивно,
стварно беа и тие задоволни, зашто предавањата со музика нив ги потикнуваше и понатаму да се развиваат во некои професионални институции и нормално после тоа да завземат соодветни места. Јас мислам дека она што времето кажа, и јас, и моите колеги, сигурно дека се задоволни и мислам таа работа, таа активност и понатаму ќе продолжи и ќе имаме и понатаму средби. Јако сум сега во мирување, секогаш ми се драги тие случувања и да се надеваме на добро здравие и нови средби. Што беше она најактуелно што им пуштавте да слушаат? Порано, колку што се сеќавам, имаше грамофонски плочи, па потоа касетофоните беа актуелни, па сега во најново време CD-ата. Ами, Тој убав звук на... Да. Користевме технички средства и сега е толку напредна таа техника преку овие емисии кои денес се прикажуваат и нормално дека сето тоа е во интерес на нашата дејност, да кажем, настава, каде доаѓа се она позитивно што го правиме. Професоре, нашиот град Битола важи за град кој долго време е центарот на културните збиднувања. Овај епитет не е случајно, тука се познат нашиот град како град на клавирите, покрај уникатното град на конзолите, но тука се и бројните оние музички настани кои што се одржуваат за време на поранешна Југославија, но и оние настани кои што се случуваат сега. Еве, бидејќи со тоа искуство вие кое што го имате, е огромно, каков беше порано музичкиот живот во нашиот град и една компарација за тоа каков е сега? Што вие би забележале позитивно или пак малку подруго? Битола живееше со музиката, бројни ансамбли што ги спомнуваат во Битола, па настани културни и нормално во поново време Битола е еден центар каде треба да му завиди секој град. Битола е точно музички град со тие порано спомнати многобројни клавери, музички инструменти, музички училишта кои секако дадоа голем допринос во љубовта кон музиката, кон се она што го прави таа чудесна магија, да ја кажам, музиката, и луѓето се презадоволни, воскресни што имаат и тоа каде некои и активно учествуваат, а некои се и како обожаватели, слушатели. Јас можам да се пофалам со разните фестивали кои Битола ги имала, а и денес ги има, а ипак се многу важни личностите кои се врзани за тие активности. Како можеме да не спомниме Битолскиот фестивал Битфест, каде е најдолг фестивал, каде имаат можност сите ансамбли, солисти кои имаат желба за малку помали средства да бидат присутни овде и да живее тој музички живот. Како не би го спомнал нашиот градоначалник кој е од уметноста. Значи тој се вложи целиот и успеа овие 10 години да направи таков убав фестивал кој ќе живее со години. И порано имаше фестивалски вечери, хераклејски вечери,
Па и порано во нашиот парк бројни концерти, дувачкиот оркестар на војската, значајни личности во Битола кои дадоа белег не само на Битола, на Македонија, него и во Европа и пошироко. Тоа се луѓе за кои Битола треба да му се одолжи на начин да ги споменува, да ги кажува нивните резултати. Јас можам да кажам дека нема ден во Битола да не се случува некој музички настан, концерти од наши уметници, од државата, па секако и пошироко од соседните земји. Јас би зборувал на таа тема многу и со многу податоци. Времето не ни дозволува многу детали да кажеме. Јас верувам дека Битола ќе стани еден центар кој ќе го препознаваат насекаде во светот и ова што досега се случуваше на многобројните конкурси во светот, во разни држави, Битола доминира со своите квалитети, пак благодарение на луѓето кои се во нашата самоуправа и треба да им бидеме благодарни и да ги замолиме и сите идни да поддржуваат се она што е квалитетно, се она што му е неопходно на нашиот народ. Минатата година го добивте признанието за животно дело од општина Битола. Од какво значење е тоа за вас? Јас на почетокот кажав, па ќе повторам. Кога требаше да одлучам да живеам во Сараево, во академијата, јас одлучив да дојдам во Битола. И цел тој период, концерти, ансамбли, средби со музичари, гости од Белград, Тарбоевич беше тука, имаме концерт со него, од Љубљана, Марија Шкер, од Сараево, Радослава Медле, виолинист, па и многу други, сега не можам сите да ги спомнам. Најверојатно ми се исплати цел тој труд и така да ова награда ми е многу драга, му благодарам на сите оние што ми дадоа поддршка и со тоа ме задолжија и понатаму уште нешто да направам пак за Битола, пак за нашите сограѓани. Јас сум стварно пресреќен и многу идни генерации ќе добиваат таа награда за се оно што ќе направат. И во ликовниот живот, и во поезијата, и во се Битола стварно е на врвот во нашата држава. Како да не го спомнам еден Траиковски, ликовен уметник, со кого работевме во поранешната учителска школа браќа Милдиновци и во педагошката академија, кој остави таков број на дела кои се за прикажување и тие треба да се истакнат во еден простор и Битола да порасне уште многу. Ова што домот на армијата, така наречен офицерскиот дом, ќе се активира, тука ќе се одвиваат многу музички настани, тука порано дававме голем број концерти, тоа е еден дел на културно живење. Покрај театарот, кој бележи грандиозни успеси во светот, секако и нашиот дом на културата, каде се организирани безброј концерти од сериозна музика, од народна музика, од забавна музика. И јас во овој момент чувствувам благодарност и се најубаво на
нашите пријатели и идни активисти кои ќе дадат допринос, а ги има многу, па сега времето ќе кажи кој и кога ќе ја добие таа голема награда, а посебно ова за животно дело. Кирил Македонски е еден од најистакнатите представници на втората генерација македонски композитори. Школуван е во големите центри на поранешна Југославија – Загреб, Сараево и Љубљана. И усовршуван во странство – Варшава и Дармштат. Тој моштна рано го свртува вниманието на стручната јавност кај нас и во странство со симфониската поема Танчарка, што е сигнал да се зафати со крупни творички предизвици. Автор е на првата македонска опера Гоце, изведена во 1954 година, а подоцна и на низ оркестарски композиции, меѓу кои на 5 симфонии, за кои познатиот композитор и педагог Луцијан Марија Шкерјанц напиша дека се силни, динамични и дека во нив се гледа сигурноста на изразување на авторот со јазикот и средствата на 20 век. Камерни и музичко-сценски дела. Особено е маркантна неговата втора опера Цар Самуил, која доживеа повеќе обнови и многу изведби на сцените во Македонија и во странство. Во своето твориштво, Кирил Македонски особено внимание и посветува на македонската музичка традиција, од незините најстари духовни слоеви до поновите изблици на народниот гений, и имаше јасно дефиниран став во однос на него. Нашето народно твориштво е природна клима во која се родив и израснав. Музичкиот фолклор за нас е духовен капитал. Ние во нас ја носиме драмата и лириката, што во суштина се од иста музичка материја и кои на нашето твориштво му даваат индивидуалност. Покрај обемниот творички опус, Македонски се истакна и како педагог, а последните години од неговиот релативно краток живот и како светски признат истражувач во областа на тогаш малку познатата кај нас музикотерапија. Професоре, кога веќе ја спомнавте сериозната музика, ќе мора да се спомени вашата иницијатива, нашето државно музичко училиште во Битола, да го носи името на познатиот македонски композитор Кирил Македонски. Малку повеќе на оваа тема. Од каде токму ова иницијатива? Јас на повеќе наврати го искажав моето мислење и сум иницијатор за името единствено школа во државата, и осмолетки, и гимназии, и музички училишта кои немаат име. И на иницијатива на нашиот познат сега и академик Љубиша Георгиевски со многу значајни имиња дадоа иницијатива да нашето државно музичко училиште го носи името на овој великан. До сега сите музички училишта дадоа поддршка, видни личности, многу академици, многу институции, педагошки академии. Секако посебно ми е драго што и музичката академија од Штип, нашите колеги, и со голема поддршка, па оние што се надлежни за ова активност ќе треба да го искажат своето мислење и да се видат кој е што во музиката, не Битола, не Македонија, него и надвор. Македонски е запишан во 5 светски енциклопедии. Светот го познава, неговата музика е присутна, живее. Нема дело кај Македонски што не е добре дојдена и сите со задоволство ја изведуваат и ја слушаат. Се надевам дека во блиска иднина ќе се разреши овој проблем и да се надеваме на иницијативата што ја дадоа голем број видни личности, дека името ќе го носи Кирил Македонски. Она што е интересно за Кирил Македонски е тоа што е признат и по музикотерапијата.
Дали ќе може малку одблиску некои интересни детали да споделите со нас околу неговиот живот, лик и дело? Хиле Македонски покрај неговите врвни остварувања во музиката, пишување на оперите, симфониите, камерните дела, како наставник во музички институции, секако многу значаен е периодот кога тој се занимаваше со музикотерапијата. Прво во Скопје, во центарот каде има такви активности, а потоа во Европа, присуствувајќи на голем број собири, конгреси, каде неговото мислење и неговите активности се оценети многу позитивно и секако е голем допринос за така наречената музикотерапијата, која има своја примена и верувам дека времето ќе го покажи она негово дело, а секако и неговите досега активности ќе бидат забележани и ќе бидат достапни за јавноста. Друго оно што ме интересира е, бидејќи верувам дека доста пратите и сега за тоа каде се движи музиката денеска во светот, сериозната музика. Она музика за која што вие пишувавте, со која на која ги научивте вашите ученици, која ја диригиравте. Што мислите сега во овие услови, во овој 21 век, во ова модерно време, време на технологија, каде се наоѓа сериозната музика, каде се наоѓа музиката на Моцарт, на Шуберт, на Бетовен? Вие сте присутни во Битола, гледате, слушате кога се прикажуваат концерти од сериозната музика, каде млад свет, оно што спомнавте, се присутни на тие манифестации и верувам дека она најквалитетно децата знаат да го оценат и да го прифатат. Никој не е против забавната музика, која има своји многу позитивни работи, народната музика, солисти кои, ево, ги слушаме, да не ги набројувам многу, некој ќе биде увреден, не можам да фаворизирам, сите ми се драги и се радвам на нивните успеси. Значи, класичната музика во домовите, на јавните места е толку присутна да се преполни салите и може да ни завиди секој град, што стварно Битола има прекрасна млада публика кои ја сакаат и ја разбираат таа класична музика. Следевте најновото издание на емисијата Кирилица. Довидување до следното издание.